И денеска ходниците на гимназијата Кирил Печиновиќ останаа празни. Учениците не влегоа во училниците и наставата не се одржа иако беше понеделник. Причина е лице со лажна електронска адреса која продолжува да испраќа дојави за лажни бомби. Надлежните се уште не успеале да откријат кој стои зад овие пораки и која е неговата цел. Директорот на училиштето Јетон Камбери вели дека освен вознемиреност, така и учениците, овие дојави одземаат и многу наставни денови. Оте не është rekordi, do thotë është 12 herë. Për ndikimin fillimisht ka qenë edhe frikshme edhe për nxënësit, edhe për panikun e shkaktuar edhe ndaj kolegëve, nxënësve gjithandej, mirë po tash te shkolla jon kjo është bë edhe rutinë, edhe nxënësit janë mësu. Bile të them drejtën, fillimisht kemi llogaritur në atë aspektin e ndikimit negativ te procesi mësimor në gjysmëvjetorin e parë, mirë po te nxënësit ka qenë edhe si të ri ato që janë edhe dëshirë e largimit. Tash që kemi filluar në gjysmëvjetorin e dytë është bërë shqetësuese, jo alarmi i rrejshëm për nxënësit, po është bërë edhe te ato procesi, është bë domethënë monoton edhe kërkojnë edhe ata që mos të dilet, por kjo nuk mund ndodh nga ana jonë, sepse vjen policia na informon që nxënësit duhet të dalin dhe të tërhiqen. Лажна дојава за бомба е пријавена во 10 училишта во Тетово, 4 средни и 6 основни, поради што наставата не се одржа во ниту едно училиште во градот. Во меѓувреме, секторот за образование во Тетово бара одговорност од надлежните органи за испраќањето на овие дојави и за безбедноста на учениците. Училиштата испратија официјален допис до СВР со цел добивање официјална информација за состојбата и насоки за понатамошно постапување. Надлежните институции преземаат континуирани мерки за гарантирање на безбедноста на учениците и персоналот, а состојбата се следи во целосна координација со органите на редот. Дојави за бомби имаше и во неколку училишта во Скопје.